Четврток 18 часот и нешто повеќе од 15 на минути. Почитувани гледачи, добре дојдовте во локалната програма на Вистинска телевизија. Го следите циклусот емисии Скопје ми е дома. Говоревме за Газибаба, говоревме за Бутел, за аеродром, за Киселавода, за Илинден, за Петровец. Токму ви носиме свежи актуелни информации токму за вашите матични општини. За сето она кое што е направено, за она кое е ветено, а се уште не реализирано. Одиме на терен, правиме анкети токму од вашите општини. Во студиото со моите гости, вашите градоначалници, разговараме токму за проблемите и предизвиците со кои што се соочувате вие, нашите гледачи и секако следбеници на Вистинска телевизија. За која општина ќе говориме вечерва, да погледнеме во продолжение. Општината Карпош. Ова општина е формирана на 3 ноември 1976 година со Законот за формирање на општини на град Скопје и за утврдување на нивните подрачја. Најголемиот дел од подрачјето на кое е формирана општината го носела името Карпош, кое е заедничко име или прекар на два значајни личности од историјата на македонскиот народ. Карпош, војвода кој во 1689 година бил водач на селското востание од Кривопаланечкиот и Кумановскиот крај и се борел против турските феудалци, паши или Карпошово востание. Востанието било задушено, а Карпош бил заробен, набиен на колец, избоден со копија, пошто од камениот мост во Скопје турците го фрлиле во реката Вардар. Далеку од него јас веќе не сум бил, но кога ќе се вратам, тој многу ми е мил. Роден мој град, во детски мили мечи, младост што правиш најсмело. За да не се заборави името на Карпош, тоа име го земал Христијан Тодоровски, народен херој на Македонија од Ноб и легендарен партизански командант во североисточна Македонија. Тој храбро загинал на 7 февруари 1944 во борба против фашистичката полиција во селото Билјача. Покажување на еминентни македонски историчари. Името на општината Карпош не може да се поврзе само со една од овие два значајни историски личности. Со оглед на тоа дека самото име Карпош асоцира на монолитност и истрајност на македонскиот народ за сопствена држава и сопствен национален идентитет. Токму така, ќе говориме за општината Карпош, а веќе претпоставувате, овде со мене во студиото е првиот човек на општина Карпош, човекот чиј сегашен мандат е веќе негов четврти. Господинот Стефчо Екимовски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Како сте? Со задоволство. Многу ви убаво студиото, прв пат доаѓам овде. Така, ви благодарам уште еднаш што вечерва веќе имаме можност Благодарам да што имате ваква емисија. Ќе поразговараме малку за општина Карпош, за сето она кое што се реализира, за сето она кое што се случува токму во општината Карпош. Четврти мандат поред, со мали прекини. Што е пресудно? Што беше пресудно повторно да се кандидира Стефчо Екимовски за прв човек на Карпош? Па што е пресудно? Пресудно беше да завршиме оно што сме допочнале, да ја подисправиме малку работата, да ги коригираме грешките што сме ги направиле и морам да кажам дека чувствувам задоволство дека сме на правиот пат. Долгови што имавме да чистивме, во контактат сме со позитивна сметка. Жал ми е што во Советот нема доволно конструктивност за да сето тоа го верифицираме и со соодветни резултати и на терен, но во секој случај не ни е запоставено ниту едно поле од действување што имаме обврска како локална самоуправа.
Ги исправивте ли досега грешките, ги довршивте ли работите кои велите дека ви биле започнати, па еве токму во четвртиот мандат, односно прашањето ми е реализиравте ли поголем дел од предизборната програма која ја видивте пред? Па, некои да, некои не. Прво не очекувавме дека ќе најдеме 5,5 милиона евра блокирана сметка. Едно е вие да должите, а друго е да сте блокирани. Кога сте блокирани нема мрдање, немате алтернатива. Кога должите ќе наоѓате, значи ќе одлагате рати, не знам, и така натаму ќе ги менаџирате долговите. Кога сте блокирани нема менаџирање. Следна работа, веднаш по моето доаѓање ме задеси уште една блокада од 600.000 евра неплатен данок на ДДВ од општината. Тоа е веќе 4 милиона и 100. Меѓутоа се консолидиравме брзо и за 14 месеца ги вративме сите обврски. Тоа 4 милиона и 100, можете да замислите, до 2021 година буџетот беше негде 350 милиона денари приходи, а ние 250 милиона во една година сме вратиле долг. Ја довршуваме општинската зграда, довршуваме некои згради за кои што сме сметале по Теодоси Гологанов дека треба да ги завршиме како фасади и да завршиме комплет со Теодоси Гологанов и да се префрлиме на булеварот Партизански одреди. Отваравме фронт на действување на високата зона во Жданец и во Нерези, решавање на одредени улици и проблеми со канализација. Исто така делно злокуќени и Бардовци. Бардовци како едно потенцијално место за инвестирање и градење, поготово на индивидуални објекти на граѓаните. Гледаме да создадеме услови, инфраструктурни услови за да можат овие проекти на граѓаните да се реализират, односно граѓаните да немат никакви проблеми со водоснабдување, со фекална канализација, со улици, со осветлување, со градинки и така натаму. Ќе ве прашам малку подоцна за сето она кое што го работите во пракса. Колку денес општината е блиска и транспарентна до сожителите? Па ние сме максимално транспарентни и за тоа сме и наградувани. Морам да ви кажам дека мојот телефон, јас сум единствен политичар кој што телефонот го знае секој граѓанин, 07225-025, јавно го давам. Морам да ве пофалам дека и за медиумите сте ист. Така. Ако Јас сте вашиот таков број исто не го знам, граѓаните, вие се тоа е јавивте, јас одлично. ви одговорив, да, се слушаме исто така, значи нема граѓани на кој јас не му одговорам на позивот. Има граѓани кои што барањето што го упатуваат е наша обврска, има барања кои што не се наша обврска, ги упатуваме на други институции. Нормално тука действуваат и службите. Ние сме единствена општина која што има активни местни заедници, секретари на местни заедници, кои што се практично увото и очите на општината во една микросредина. Имаме 14 местни заедници и тие секретари на местни заедници се во секојдневна комуникација со граѓаните на тој дел. Комуналните инспектори ни се ностоп на терен. Службата за комунално уредување, значи за изградба на инфраструктура е ностоп на терен. Постојано каде што има проблеми, особено со запушување на канализации, реагираме, што значи дека сме во континуирани контакти со граѓаните од цела општина. Како ги вклучувате граѓаните непосредно во вашата работа? Може би во планираниот буџет за Прво морам да кажам дека немаме многу проблеми. Ако ви кажам дека треба наистина да имате храброст да го дадете, јавно да го давате својот телефон, и ако ви кажам дека дали се случува по 2-3 телефонски позиви да имам неделно од граѓани кои што, не ги познавам, а го знаат мојот број, да се јават за одреден проблем, и како што реков, се случува да се јават и за проблеми кои што не е наша надлежност. Сите тие проблеми настојуваме во најбрж можен рок да ги разрешиме. Многу често пати ни се случува да им објасниме дека за да го решиме нивниот проблем ни треба да спроведеме процедура. Ние ќе го решиме проблемот, меѓутоа таа процедура, например, буџетските средства се истрошени, ние мора да обезбедиме буџетски средства, мора да направиме ребаланс на буџетот, мора тој да се учита, мора да распишеме тендер, мора да поминат рокови на жалба и потоа да пристапиме, но не откажуваме од решавање на нивниот проблем.
Може би тоа нема да биде веднаш, ради процедурални причини, но за месец, два, три ние тоа ќе го решиме. Вие велите немате често проблеми во општината, а вистинска телевизија излезе на терен и ги праша токму вашите сожители со какви се проблеми или може би пофалби кон градоначалникот се соочуваат. Режија, во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата за општина Карпош и работата на Јакимовски. Стефчо Јакимовски веќе неколку пати се најде на функцијата прв човек на општината Карпош. Вистинска телевизија излезе на терен токму во општината Карпош. Ги прашавме неговите сожители колку и како се задоволни од работата на Јакимовски. Дали исполнил се што ветил во предизборната програма и дали повторно би го поддржале со глас за поддршка доколку се кандидира за следен мандат. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата која за вас ја подготви Вистинска телевизија. Супер. Многу сум задоволен. Ми беше и министер, пустоа и така. Работи ли за општина? Работи. Чистат. Тоа е тоа. Би го поддржале ли за уште еден мандат? Па не знам дали ќе се кандидира. Па сум задоволна, одавно сум тука. Ништо немам некои противи, некои посебни. Се работи ли за општина? Живеам у еден двособен стан, руски станови. Добро е. Па да ви кажам, ја како пенсионерка не можам да знам све детали, значи во текст преку телевизија имам такви информации, тоа е. Би го поддржале ли за уште еден мандат Јакимов? Да, сигурно би. Стефчо Јакимовски, градоначалник на Карпош, колку сте задоволни од неговата работа? Мислам дека ќе останам без одговор. Жив лопов, преварант. Жив лопов, преварант. Брзи од Ѓорđe, и он од Ѓорđe. Лопов жив, преварант. Пари да ги врати од Вајко, мостот. А другите Господ ќе ми ги врати. Јеч. Опште не сум. Почетокот беше добар, одличен. Сега ни тоа чист, таму Карпош 4 и ништо не влизе. Не работи како што треба, але нешто има. А што има, не знам. Ќе му дајете ли шанса за уште еден мандат да Боже, никогаш за него. Никогаш. А стално му дававме, стално. Али сега не заслужи. Треба да заслужи за да го гласаш. А тој што заслуга имаш? Листовите полна, порано имаше метачи чисте, ги плаќаш он. Све. Сега ништо. Порано и доаѓаш, таше ја гледаше на селовата све. Многу добар и за тоа го гласав повторно. Ама сега Па добро, борете, не знам, до сега. Па сега има нешто што треба и да се поправи, но сепак тоа е тоа. Сега, инако јас како граѓанин сум задоволна. Оствари ли поголем дел од работите кои ги вети во предизборната кампања? Па сега, што е тоа, не можам да кажам конкретно што ветил, сепак треба да се обрне внимание на хигиената, да се одржуваат, да се сврла ѓубрето редовно од кантите и по улиците, нешто, тоа е веќе малку така по... Би го поддржале ли со глас за уште еден мандат да доработи се што вети? Да, сигурно, тоа сигурно. Многу. Многу го сакам и го почитувам како политичар. И мислам дека све што можеше направи за Оствари ли голем дел од програмата кој што го вети? Да, да, Би му дали ли глас за уште еден мандат доколку се? да, 100%. Почетокот бев многу задоволна и го биравме, ние гласав за него. Меѓутоа сега од како излезе од партијата што го биравме, значи ја напушти Карпош, воопште не чисти, не средува ништо. Не сме задоволни. Мислам, лично јас не сум задоволна. Би му дали ли поддршка за уште еден мандат да доработи се? Никако. Само гради, ни ја задужи Карпош 3. Не затуши, просто не затуши. Ја мислам доста е. Ние сме многу задоволни. Толку можам само да кажам. Би му дали ли поддршка за уште еден мандат? Да. Стефчо Јакимовски, градоначалник на општина Карпош, колку се задоволни? Не би коментирал, мислам дека понатаму на тоа. Фала. Па стално може подобро. Океј, не можам да кажам ни лошо ни добро, али може да биде подобро и
Има многу работи што може да бидат подобро и да се изработат многу подобро за општината. Го реализираше ли поголемиот дел од ветеното во предизборната програма? Па стварно не би знал да кажам, не знам програмата убава на Стефче, не се сеќавам точно на неговата програма. Меѓутоа, као што кажав, стално може подобро. Би му дале ли глас за подршка за уште еден мандат, може? Па сега гласањето е тајна работа, така да ќе видиме кој ќе излеземе на... Влад, можам ти кажам најдобро, али задоволен сум, би кажал. До сега како иде добро, мислам се. Би го поддржале ли со уште еден мандат? Не за моментов не размислам на така, ама не би гледал причина зашто и да не. Каква е состојбата со младите во општината, се работели на проекти конкретно за младите? Не сум толку известен, не сум толку упатен да ти кажам, не сум ни често мојата населба, така што не знам да ти го одговорам. Тоа го рекоа жителите на Карпош за работата на првиот човек Стефчо Јакимовски. Пред да продолжиме со разговорот и со темите предвидени за ова издание од Скопје ми е дома, јас да ве потсетам дека и оваа емисија е интерактивна, односно во текот на целото интервју ќе имате можност, почитувани гледачи, да ни се вклучите директно во студио, да ни се јавите и да поставите прашање, можеби до вашиот градоначалник. Господин Јакимовски, тоа беше анкетата која што ни успеавме со дел од вашите сожители да ја спроведеме. Како се заслужува по четврти пат мандат за прв човек на општината? Прво би кажал за анкетата. Мислам дека е многу објективна. Мислам дека е многу објективна. Граѓаните се потполно во право, имаат забелешка на хигиената. Меѓутоа, јас секогаш објаснувам дека луѓе, тоа што се контейнерите полни не може да биде локална самоуправа крива. Градот Скопје за тоа одговорен, комунална хигиена. Работувате ли со градот Скопје? Што да ви кажам? Ја не знам како изгледаат директорите ниту на комунална хигиена, ниту на водовод, ниту на паркови зеленило. Да ми ги донесете вака да ги поставите, €1.000.000 да ми дадете награда, не може да ги погодам кои се директори. Логично ли е 3 години ни еден состанок да немате? Да барате директор 3-4 пати да го барате за состанок, да не одговара на повиците. Што е, јас сум четврти мандат градоначалник, ова е невидено нешто. И токму тие критики граѓаните ги упатуваат на мене. А што треба да правам? Секој ден да прозивам дека слушај, контейнерите се полни, обврска се на комунална хигиена. И внимајте добро. Значи, кој беше Косана Мазнева директор, таа соопшти дека 72 лица биле вработени во комунална хигиена, не оделе на работа, се воделе само дека се во трета смена, взимале 30% поголема плата и ноќна смена 72. По 1000 евра месечно се 72.000 евра. По 12 месеца се 850.000 евра. На 4 години колку сте? 3 милиони и кусор евра. Знаете ли колку возила ќе купиме? Колку ќе подобриме хигиената? Затоа никој не води сметка, ниту слушнавте дека обвинителството покрена постапка за таа работа, а сето тоа се работи на грбот на граѓаните на сите општини, не само на Карпош. А тие критики ги трпиме и ние. А што да правиме? Секој ден да искачаме да се караме пред контейнерите, да викаме контейнерот. Тоа ќе ве прашав, кој е крајното решение? Ние при одржувањето на хигиената помагаме. Ние помагаме. Но не е наша обврска хигиената. Граѓаните за одржување на хигиената плаќаат на комунална хигиена, на општината не ја плаќаат. Ние дополнително да не работи општината, да не одржува хигиената, па тоа што да ви кажам, змии ќе не јадат. И косиме тревата, и ги собираме лисијата. Сега, например, ние немаме хартии, немаме пластики по улиците, но сега лисијата константно, вие знаете ли колку илјадници кубни метри лисната маса паѓа во Карпош? Таа треба да се собере цела зима. Цела зима собираме. До април месец ќе собираме. Колку се оштетени општините од таквата несоработка помеѓу градот Скопје и општините? Прво концептот на ваквото функционирање на јавните предпријатија не одговара. Поготово на комунална хигиена и паркови зеленила. Тие треба да се поделат и еве гледате, граѓаните од градоначалникот бараат хигиената да биде подобра. Предпоставувам и до вас стигаат таквите... Апсолутно, и луѓето се во право. Заради мене ми е драго да ги гледам контейнерите полни. Па јас сум човек што сум го прошетал светот, па јас гледам нигде контейнер полн нема. Па ние из Македонија да одиш не можеш да видиш контейнери полни, а тоа се случува само во градот Скопје. И тоа е пораз за сите нас, не за овој градоначалник,
Не за овие, за сите што биле претходни. Ние не најдовме решенија, а сметам дека решението е подолба на тие предпријатија по општините и одговорноста тогаш е апсолутно моја. Ја смиривте ли топката со ЗЕЛС? Со ЗЕЛС уште не е смирена топката, затоа што се уште немаме состанок со министерот за транспорт и врски. Најавивте Стефчо Јакимовски ќе излезе од ЗЕЛС ако продолжи теророт од власта. Соработувате ли со централната власт? Готово да не. Имавме средба со министерката за образование и укажавме колку се намалени средствата за функционирање на училиштата во општина Карпош. Можете да замислите, општина Карпош оваа година издвоила 1.600.000 евра за подобрување на условите за работа на училиштата. А државата за возврат на тоа, за функционирање на училиштата издвоила 32 милиона, а претходно имало 46-7, значи ги намалува средствата. Како ние ги зголемуваме, они така ги намалуваат. А ние немаме обврска да издвоиме средства во делот на образованието. Ние, ако сите училишта ни се реновирани, сите училишта имаме поставено фотоволтајзи, сега купуваме за сите, за секој клас да има смарт панел. Сите терени во сите училишта да има вештачка трева. Значи, секое училиште да има една компјутерска сала. Се сто средства што создават подобри услови за работа и на наставниците, и на учителите, и на учениците. Сега, покрај тоа, да издвојуваме и средства за парно грејење или за вода или за струја на училиштата, навистина е дегутантно. Ако владата не може да се ги плати, струјата, водата, парното грејење, мислам дека не заслужува да стојат на чело на Министерството за образование и не може ваков терет да се префула на локалната самоуправа. Владата неодамна помогна со одредени финанси за одредени општини. Аплицираше ли општината Карпош за одредени проекти и колку доби? Па ние аплициравме за проекти на територија на местна заедница Бардовци некаде 86 милиона и на територија на местна и за изградба на детска градинка во Тафталиџе 1. Тоа се вкупно некаде околу 160 милиони денари. Чекам деноиве, повика сум утре да подпишам договор со Министерството за транспорт и врски, да видиме колку средства за ова ни се одобрени. И во Министерство за екологија колку се одобрени за канализациона структура. Се уште немате информација колку сте финансиски помогнати, меѓутоа веќе ги имате капиталните инвестиции кои што ќе се работат, капиталните проекти кои што ќе се работат. Најавивте дека ќе инвестирате 1,6 милиони евра за инфраструктурни зафати во населбата Бардовци. Што ќе се случува таму? Па таму ќе се гради канализациона мрежа, ќе се градат повеќе улици, улично осветлување, тоа се сите оние делови каде што имаме една цела населба таму, турска инвестиција беше, значи до сега не успеавте таму да Не. Значи со овие средства имаме направено проекти, за да ние било какви средства обезбедени, мора прво да се обезбедат проекти, тој проект мора да биде се ревидиран, мора да се распишат тендери и така натаму, и сега излегува, ние планиравме сами со собствени средства да ги градиме овие работи, меѓутоа со овие средства владата ние аплицираме, очекуваме дека ќе добиеме тие средства. Општината изгласа и ребаланс на општинскиот буџет. На што конкретно ќе се фокусирате во нешто помалку од една година од мандатот? Гледавме да обезбедиме средства да имаме довршување на фасадите кои сме ги почнале, да обезбедиме доволно средства за да набавиме смарт панели за училиштата, да направиме уште 3 спортски терени да ги поставиме со вештачка трева, да обезбедиме дополнителни средства за брзи интервенции таму каде што имаме запушување на канализациите, да обезбедиме дополнителни средства за општинската зграда, сакаме да ја довршиме општинската зграда и да се преселиме исто така во Незет. Значи тоа се клучните проекти на кои што ние со ребалансот на буџетот гледавме да обезбедиме дополнителни средства. Одбележавте 48-ми роден ден на општина Карпош. Колку Карпош во текот на скоро четвртиот ваш мандат како прв човек на општината го промени својот изглед? Како не е променет изгледот, можете замислите, за
овие последните 3 мандати извршена е реконструкција на 60 фасади. Таму нема зграда која што е под 6-7 ката. Натаму до сега се реконструирани 220 улици, со рабници, со тротоари, со улично осветлување и така натаму. Втор пат го минуваме уличното осветлување. Оживени, предовме на натриуми, тоа е во мој мандат, и сега преминуваме на LED светилки, односно паметно светло име со кој што правиме огромни заштити. Реконструирани се сите 10 училишта, реконструирани се 9 градинки во општината, Бардовци, Нерези, немале човрала светилка, значи тоа е све комплетно осветлено. Неодамна една господја ми вели, Господ здравје да ви дава, јас кога пред 2000 година, наутро кога идев рано на саба или у 15 до 5 станував, задолжително сопругот ми спраќаше на работа, затоа што црна темница, улицата полна со дупки, со вирови со вода и така натаму, значи сме оделе со батерија, на сега секојаш ни сети како ден, значи тоа тие работи се далеку минато зад нас. Колку и да врне дожд, колку и да паѓа снег, Карпуш никош не се поплавува. Зашто имаме изградено преку 50 километри канализациона, нова канализациона мрежа на територија на општина Карпуш. Сега име заменето 5000 нови светилки. Остана ли населено место, еве покрај ова во Бардовци кој ќе го работите, без канализациона мрежа, односно со... Не, немаме такво нешто. Имаме некои на територија на Бардовци кои што се наоѓаат пониско во однос на канализационата мрежа и се со септички јами. Гледаме сега да ги решиме со пумпи. Имаме неколку објекти на територија во Жданец и нема други места каде што ние немаме канализација. Би било нефер да не ги споменеме хуманитарните активности кои што се случуваат во општината по повод роденденот. Доделивте чинам околу 140 хуманитарни пакети помош на граѓани од социјални категории. Исто така општината додели парична помош на 203 лица со попреченост. Колку општина? 230 лица со попреченост. Извинувам, колку општината се осврнува токму на ваквите категории лица, лица со попреченост, социјалните категории, на групи на граѓани кои што... Ние секогаш, ние сме пионери во таа работа за поддршка на лицата и со социјален ризик и за поддршка на лицата со пречки во развојот. Ние сме почнале со 30 лица со пречки во развојот, сега на евидентниот лист кај нас имаме 230 лица, сега за денот на лицата со посебни потреби издвоивме по 5000 денари за секој лице со посебни потреби. Покрај тоа, овие лица кои што се социјално загрозени, обезбедуваме пакети со храна и еднократна парична помош во текот на годината задолжително, иако социјалната заштита, согласно законските прописи, не е наша обврска. Туку е на владата и Министерството за труд и социјална политика. Оно што најново се случуваше, а тоа е дека две образовни институции токму од територија на општината Карпуш се збратимија со образовна институција во Тиват. Чести се ваквите збратимувања токму во општината Карпуш, со што ќе се пофалите? Покрај Тиват, инаку јас сум почесен граѓанин на Тиват, и тоа почесен граѓанин сум повеќе 11 или 12 година сум веќе почесен граѓанин. Чина ми присуствувавте во Тиват на манифестацијата? Значи, во покрај Тиват ние сме збратимени со Сремски Карловци. Тоа е едно многу знаменито градче во близината на Нови Сад, каде што е подпишан австро-унгарско-турскиот мировен договор. Градче во кое што е пренесена по турската османлиската инвазија и битката на Косово, каде што е пренесена српската патриаршија. Натаму збратимени сме со Стари град Сараево, значи со оној дел што го дори баш чаршија, централниот дел во Сараево, општината исто така и општината Травник. Имаме пријателски општини исто така од Босна и Херцеговина, како што е општината Живинице. Направивме такво збратимување на две наши основни училишта со едно основно училиште во Тиват. Интересно е што Тиват, град од 18.000 жители, има само едно училиште. 2600 деца има во тоа училиште. А ние немаме училиште кој има повеќе од 750 дечиња. Ние имаме 10 училишта на територијата на општина Карпуш.
Ние сме општина со 65.000 жители, а тивате општина со 18.000 жители. Тие имаат 32 милиона евра буџет, ние имаме 9 милиона евра буџет. Тие немаат никакви обврски за училиштата и градинките, ние имаме обврски за училиштата и градинките, како што ви реков, 1.600.000 евра годишно трошиме дополнителни средства. Што значат ваквите збратимувања? Колку придонесуваат за... Значат размена на искуство. Значат размена на искуство, да видите вие колку се тие општини побогати средства, меѓутоа имаат поголеми проблеми од нас. Имаат проблеми со водоснабдување, имаат места каде што немаат канализациона мрежа, имаат и сега кога е ван туристичка сезона, вие од Тиват према Котор ќе ви треба повеќе од саат време со застои да возите, а не да не зборуваме во време на туристичка сезона. Значи имаат поголеми проблеми од општина Карпош. Не ја спомнав општината Врнечка бања која астрономски напредува. И која што дури градоначалникот имаше тука граѓанка кој рече дека град би има во Карпош така натаму. Знаете што ми вели градоначалникот на Врнечка бања? Рече: Стевче, убава ви општината, ама немате нови модерни градби. Претежно градбите ви се од времето на социјализмот. Тоа е сликата на општината. А мојата визија ние да имаме современи, да имаме модерни градови. Затоа ги правам тие фасади да ја разубавиме општината. Но сепак е потребно покрај постоечкото да се гради и современи и модерни градби, затоа што секоја општина, секој град е жива материја, тоа не можете вие да ја замрзнете. Да, конкретно вашата сожителка кажа се гушиме веќе во овие градби. Па Карпош 3, освен на делот кај Ситимол, ние немаме на друго место градба. Имаме Карши Ситимол еден објект и ние немаме други градби на територија на Карпош 3. Се случува ли спорт во општината? Македонската стрелачка федерација ќе ги користи, односно ќе функционира во спортската сала Партизан. Колку општината го задржува епитетот на спортска општина Карпош? За жал, во однос на минатите мандати, нас многу ни се намалени средствата, како резултат на овие блокади што сме ги имали, како резултат на намалените приходи, како резултат на порастот на платите. Платите ни зимаат значаен дел од буџетот на општината на општина Карпош. Ние ги подржуваме спортските клубови со еднократни помошти. Исто така талентираните ученици, спортисти им даваме стипендии. Сите прогласени MVP играчи, било да се во фудбал, во кошарка, во одбојка, во ракомет и така натаму, исто така добиваат и парични награди, добиваат одмор, дружење, најчесто е во Република Грција, во текот на летните периоди. Секој граѓанин на Карпош кој што, поготово ако е осмооделенец, а оди на некој надпревар надвор од Републиката, ние сето тоа го покриваме. Имаме првенци, имаме освоени први места во Република Македонија. Имаме ученици кои што имаат освоено високи места, златни медали. Имаме ученик кој освои златен медал во Њујорк на надпревар по математика. Така, следејќи се она што се целиот случувало... трошок за неговото патување го покри општина Карпош. И момчето донесе златен медал. Повеќе училишта покажуваат големи успеси на територија на Карпош, токму во спортот. Интересно е дека се некако првите места ги освојуваат, навистина талентирани ученици. Се одржа и меѓународен ватерполо турнир кој што исто така го поддржавте. Тоа традиционално тој ватерполо турнир го поддржуваме и за младите, значи за помлади категории, но исто и турнирот на ветерани, ватерполо турнир што се одвива на територија на општина Карпош го поддржуваме. Наредната година ќе се прават европски олимписки игри во кои што исто така Карпош ширум ќе ги отвори своите спортски сали за тренинг на екипите кои што ќе се надпреваруваат во салата Борис Рајковски. Колку како прв човек на општината сте во тек, односно присуствувате на токму ваквите спортски настани, манифестации? Па да, најчесто присуствувам на ваквите настани, покрај другото и на надпревари на пензионерите, кои што се наши драги соработници. Присуствувам на вакви надпревари, поготово со ватерполото, кој ќе видиш дека колку понапред е Србија и Хрватска на исто ниво, да речеме на дечиња до одредена возраст, гледате колку е тоа поразвиен спорт во однос на Република Македонија. Има ли општина Карпош средства за да ги стипендира младите и талентирани спортисти и ученици? Да,
Ние ги стипендираме, значи прва категорија добива по 3.500 денари, втора категорија добива по 3.000 денари. Тоа е еден мал стимуланс и мала верификација на нивниот труд. Да знаат како млади луѓе дека ако се трудат, ако учат или ако вежбаат, ако имаат резултати, дека тој резултат нив ќе им се исплати, а тоа прво исплати, тоа се нивни први заработени пари со пот или со знаење. Во мојот концепт, следен сегмент е хигиена и чистота во општината. Ќе Так. се пофалите ли со хигиената и чистотата? Што конкретно превземате? Есенско чистење на лисијата се случи есенско пошумување исто така. Морам да ви кажам, имаме илјадници кубни метри листната маса. Ние позадно од таа листната маса ја одлагавме тука погород Александар Палас, има една дупка. Сега тоа градот Скопје го забрани, еве гледате со какво возило ние товараме. И сега ќе го напуните ова возило, вие да однесете до Дризла и да се вратите, колку пати можете да отидете и се вратите. И колку ќе однесеме. Имаме едно поголемо возило, се вика Кука, и тоа е старо, често пати се расипува, кој ќе го однесеме на сервис, тоа останува тамо по 20 дена, по месец дена, и сега сме во набавка на едно ново возило, кое што е специјално само за лисија, чекаме до новиве да ни го испорачаат и потоа да започнеме поинтензивно за собирање на лисија. Иначе, ова, како да ви кажем, ова е најпростиот начин на собирање лисија. Иначе, ова си е работа на паркови зеленило, ова не е наша работа. Али ако ставиме паркови зеленило да собира, овие лисија и до година ова време нема да бидат собрани. Како општината се справува со отпадот, со дивите депонии, со... Немаме диви депонии на територија на општина Карпуш. Еве, еден куриозитет, велите колку напредувала општината кога сум дошол. Јас кога станав градоначалник имавме 46 диви депонии. Денеска немаме ниту една. Тоа е за похвалба. Некош, знаете колку пати дошли некои, не знам, бизнисмени, абе дај да распишеме тендер за рачистување депонии и други општини рачистување. Немаме диви депонии. Све ни е под контрол. И пак граѓаните не се задоволни, ама со право се незадоволни. Јас не викам дека не се во право. Да, граѓаните се реални, тоа навистина смета, не чистотијата во... Се анкетата е во ред и апсолутно се управо. Јас не можам да кажам дека тоа не е така. Па недозволиво е само во ова Скопје контейнерите ностоп да бидат полни. Па ние ако се отарасимо тие луѓе што не треба тамо да бидат, па ние не еднаш, само треба 2 пати дневно камионите да дојдете да го соберат сметот и контейнерите ќе бидат празни. Многу е просто. Диви депонии немате, имате хаварисани возила, како се справувате со нив? Дури сега се создадоа законски услови за да можеме да ги покренуваме тие хаварисани возила. Прво мора да пратиме опомена, па да пратиме уште една опомена, па да му залепиме на шофершајмната, па после тоа да го однесеме на депо, па да чекаме и тамо одреден број на денови, па тек после тоа можеме да го носиме на топење и така натаму. А доколку возилото не може да го идентификуваме собственикот, ние не можеме насилно да го отвориме возилото за да констатираме број на шасија и број на мотор. Тоа мора во постапка со Министерството за внатрешни работи. Не знам зашто ги носат така тие закони, тоа може да се поедностави. Возило кое што нема регистарски таблички, кое што е оставено на паркинг подолго време, ако сме ставили дека собственикот треба се не се јавува, зашто тоа во присуство на полиција или општинска комисија не се отвори, не се констатира. На така ние ќе можеме по бројот на шаси или број на моторот да го најдеме собственикот кој е или да си го тргне возилото или да го продаде или било што да направи. Имаме гледач на линија. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сакам да ве поздравам и да поставам едно прашање до градоначалникот. Дали може да ми кажете каде поточно, сакав ја да прашам и во сама општина, имаме проблем со кабаст отпад. Каде можеме да се вратиме за да ни се одложи кабастиот отпад? Ви благодариме за овој. Многу ви е на место прашањето. Кабаст отпад ќе се обратите до општината. Обично кабастиот отпад се одлага онаму позади бензинската на Мак Петрол на улица Илинденска, кај пунктот на водовод. Обично тамо се одлага, меѓутоа, еве и да се јавите на мојот број 070-225-055 за да тоа го организираме. А инаку морам да ви кажам, за да го решиме проблемот со хигиената во градот Скопје, ние прво мора да имаме
каде ќе се одлага кабастиот отпад. Кабаст отпад значи каучи, шпорети, фрижидери, шифонјери и така натаму. Такво нешто ние немаме. Каде тоа ќе се рециклира, каде ќе се подобрува, па ќе се препродава, ќе се остваруваат приходи и така. Втората работа. Кажете ми, каде може да се депонира градежен шут? Ние мора да имаме и источна, и јужна, и западна депонија за градежен шут. Ние такво нешто немаме. Кој кај стигне таму фрла градежен... Не едноставно е да ги казнуваме, да, ама треба да им одредиме место кај ќе го фрлаат градежниот шут. Кој ќе го... Ние сето тоа организираме, потоа треба да тргнеме кон селектирање на отпадот. И точно да се знае, кога фрлаш отпад, вамо ти е за хартија, вамо ти е за шишиња, вамо ти е за органски отпад и така натаму, и тоа полесно да се рециклира, да се работи. Меѓутоа, ние никако да направиме исчекор токму во овој дел, за да подобриме хигиена. Сите сакаме да бидеме, да имаме подобра хигиена. Јас ќе ви кажам вака, сега се врати од Виена, од Будимпешта, од Берлин, од Москва, кој сакате град да ви кажам? Корпа за отпадоци нигде на улица немаш. Нигде. Зошто? Никој не фрла отпад на улица. Никој не јаде бурек на улица. Никој не пуши цигара на улица. Никој не фрла пикавец. Никој не отвара пакло цигари и тоа златцето што ќе го изведе да го фрли. Најмногу потребата и така натаму наоѓаме тие златцето од цигарите што се фрлаат. Кој е таа... Значи секој да се тргне од себе си. Дали ме сваќате? Значи, такво нешто, ако доручкуваш во млечен ресторан, или во ресторан, или дома доручкуваш, или на работното место. Имаме уште еден гледач. Ало, добро вечер. Добро вечер, господјо, повелете. Кога се за корпите за отпадоци, знаете што се случува? Корпа за отпадоци ставена на бандера, внатре ќе видите... Добро вечер, повелете. Вака сега имам едно прашање до градоначалникот. Повелете. Пред неколку години се обновува фасадите во Карпош 4 во руските згради. Меѓутоа на една од зградите е обновено од трите страни, од четвртата, односно поточно од предната страна, остана фасадата недообновена. Таа се извинувам на улица која беше Желево. Желево 5, така беше? Број 1. Број 1, добро. Да, сега ќе ви кажам вака. Значи, тоа беше претходниот мој мандат до 2017 година. Фирмата што го доби тендерот многу споро работеше. На повеќе наши опомени фирмата не реагираше. На крај го раскинавме договорот. Меѓутоа, по жалби на второстепена комисија и активирање на негова банкарска гаранција, бивме одбиени да не може да му активираме банкарската гаранција и да мора да го доврши објектот. Тој објектот никогаш не го доврши. 2017 јас ги загубив изборите и потоа таа фасада не е довршена. И една ваша друга сограѓанка ми се јави, во план ни е нареднава година, значи, вашава зграда Соле Стојчев број или Желево 1 да се заврши таа страна. Трите страни се завршени, едната страна не е, не по наша вина, по вина на изведувачот кој што беше во 2017 година. За жал имам и такви неодговорни лица. Кој ви зборував, има граѓани кои што сметот од дома што го носи и го става цела кеса со смет, го става во корпата за ситни отпадоци, кај што треба хартивчиња, евентуално пикавица. И наеднаш ни го напунува тоа. Колку е тоа лоша слика. А ние пред секој има дома канта, секој имаме многу близко контейнери. Ни се случува во индивидуални домови, каде што имаат канти за отпадоци, не го одлагаат сметот во своите канти и во дадено време кој ќе треба комунална хигиена да помине, да изнесат канта на улица, да соберат, тие ќе стават во кола сметот и ќе го однесат во првите контейнери, ќе го фрлат. И може замислите, например, во Козле, кај меѓу Жданец и Трнодол, тука фрлаат отпад и од Трнодол, и од Жданец, и од село Козле, и од Нерези, дури носат отпад и од добро вечер. Општина Сарај. Ало? Добро вечер, повелете, господјо, во програма сте. Сакам само да прашам. Зградата што е на Партизанска, помеѓу Симпо и Хотел Карпус. Да. Зградата на Партизанска, помеѓу Симпо и Хотел Карпуш. Во ред, повелете? 5 години стои.
Страшно нешто да се помине. Жици отворени, струја, ние станарите умираме од страв да влеземе дома. Постои ли некој закон, можност да се доврши таа руина и опасност за живот? Ви благодариме за јавувањето, госпоѓо. Јас би замолил граѓанката да биде внимателна во одговорот што ќе го дадам. Уште пред изборите 2017 година, јас ги убедував граѓаните од таа зграда никако да не склучува договор со Тони Велјановски. Бидејќи Тони Велјанов секоја зграда што ја почнал на територија на Карпуш завршила вака како нивната и сегде ние со проблеми. За жал, по изборите тие склучија договор токму со тој инвеститор и зградата е оставена недовршена. Зградата има потпишано договор со изведувачот. Јас го поборав договорот нивни, ми го донесува да го видам, меѓутоа, кога потпишувале договорот, не си земале адвокат за да ги штити нивните интереси. Во договорот не стои временски рок за колку време треба да заврши зградата. И практично граѓаните се таму немотни, а ние како општина, тој е приватен договор меѓу зградата и тој приватен инвеститор, кој што тоа што надградил над нивната зграда си го продал, парите ги земал и зградата е оставил вака како што е оставил. Мојот совет, почитувана сограѓанка, е вашата заедница на станари, заедно со сите оние згради, кај што се измамени токму од истиот инвеститор, да поднесете кривична пријава до Основното јавно обвинителство за измама, затоа што повеќе граѓани се измамени на територија на општина Карпуш. Продолжуваме понатаму. И еден голем совет од мене. Немој било какви договори да потпишувате со било какви инвеститори, изведувачи, без да имате ваш адвокат. Вообичаено знаете да кажете, ама тој имаше негов адвокат. Неговиот адвокат е да ги штити неговите интереси. И неговите интереси да ви ги впише во договорот. А вие мора да имате ваш адвокат кој ќе си го платите за да ви даде совети да бидете заштитени, во спротивно ќе ги имате овие проблеми, а сега 112 станови имаат проблеми токму со оваа зграда, а ние како општина сме немотни. Потпишале договор каде што временски рок за извршување на работата нема. Каков е капацитетот со детските градинки, со училиштата на ниво на територија на општина? Кога станав градоначалник, 305 деца карпошани беа на листа на чекање за упис во градинките, а во исто време деца од други општини беа запишани во градинките на територија. А сега како е, господине? Сега немаме ни едно дете кое чека ред. Имам преголема гужва во градинката Пролет, во Козле и во Канела. Меѓутоа, например, имаме доволно места во градинките Орце Николов во Карпош 2 и во Карпош 4, и имаме доволно место во градинките во Карпош 1 Распејана младост. Така, ако нема доволно место во Козле во градинката, имаме доволно место вашето дете да биде примено во Карпош 2 или Карпош 1, кај што... Овие информации говорат дека градоначалникот е доволно запознат со работата на градинките и на училиштата. Каква ви е соработката со првите луѓе на овие Јас институции? сум со сите работи запознаен на територија на општина Карпуш и за тоа зијам плата. И мора да ги знам сите работи. Соработката и со градинките и со училиштата ми е одлична. Морам да кажам дека вложуваме многу средства и во градинките и во училиштата. За жал, граѓаните мора да знаат дека која како негователка ќе отиде во пензија или воспитувачка, Министерството за труд и социјална политика практично не ни дава нови одобрувања за вработување за чување на децата. Например, во градинката Пролет, вчера сакавме да запишеме едно дете во јасли, директорката ми вика 40 дечиња имам во таа група, а имам само една негователка. Внимајте добро, 40 дечиња и една негователка. Во јасли дечињата 3 пати во денот треба да бидат преповиткани. Ај кажете ми сега 40 деца да ги преповиткате, вас ви треба колку време? 4 пати дечињата треба да бидат нахранети. Заедно со ужин. Реагирате ли до Министерството? Како не реагираме? Зарем ова тешко да се разбере? 40 деца имате, а една негователка, а сите деца се бебиња. Може да мислите каков е третманот на овие дечиња, што да прави една? Има дечиња што плачат, па тоа дете нели треба малку да се понишка, да се гушне, да се смири, да не плаче и така натаму. Колку може таа негователка да му пружи кога се работи за
17 деца. Она што Ова за 40 деца. Она што е интересно е дека во посета на локалната самоуправа ви доаѓаат и основци, ученици кои што сакаат да се запознаат со работата на локалната самоуправа. Што најчесто ги интересира дечињата за работата на градоначалниците? Па најчесто ме прашуваат колку е тешка работата. Тешка ли ме е? прашуваат, па не е воопшто тешка. Само треба да си ја сакаш работата. Ако ја сакаш не е воопшто тешка, мора да имаш трпение, сепак работиш со луѓе. Проблемот му е од некој друг, а нормално бесот го истура на тебе, зашто мојот телефон е отворен. А тој друг што го прави проблемот, него го нема нигде. Например, граѓаните на Карпош се уште вршат приватизација или откуп на градежно земјиште на дворните места, а надлежен за тоа е Министерството за финансии, подрачна единица за општина Карпош. А тоа е надлежен министерот за финансии. Јас не можам ништо да им помогнам на граѓаните. Како може ние 25 години тој процес да не го завршиме? А тој и како е битно за граѓаните на општина. Или прашањето од делот на безбедност, ако некој прави галама, ако некој прави проблеми, или некој комшија, не знам, тече од озгора, купатилото тече, законот за домување, ние имаме закон со кој што како додите на лов на диви свињи со воздушна пушка. Значи, нашите ингеренции се многу ограничени, треба да ги молиме луѓето, ти отвара врата, не ти отвара врата, правиш записници така натаму, без да имаме строга и стрикна извршна улога. Значи, реформите во локална самоуправа треба да додат во насока на јакнење на ингеренциите на локалната самоуправа, односно се донесе јак закон за домување, во кој што ќе се постави ред и поредок, особено во делот на колективното домување, во кој што ќе донесеме закон за комунална инспекција, која комунална инспекција ќе може да легитимира, ќе може на лице место да изрекува казни, ќе може да приведува, ќе може физички да неутрализира, ќе може да побара притвор. Дали ме разбирате? Значи ќе мора да може да врши кривичен прогон. Ова сега вака ние, ако некој нас ни фрла негде ѓубре, и ние тебе тој да го држиме и да повикаме полиција, таа треба да дојде да го легитимира и да му земе податоци. Какво е тоа функционирање на локалната самоуправа и како ние можеме да ги остваруваме ингеренциите? Вие сте фрлили некој ѓубре на недозволено место, ако сакате ќе стоите, ако не, како можеме ние со сила да ве држиме, ако за тоа ние немаме овластување. Физички да ве неутрализираме, да ве задржиме и така, ме разбирате? Упативте ни за критики кон централната власт, оптимист ли сте дека ќе се продлабочи соработката и дека ќе најдете конкретни решенија токму за овие проблеми кои што првично ги засегаат жителите, а потоа? Јас имам огромно искуство во оваа работа. Јас не сум бил од партијата на Љупчо Георгиевски од 2000 до 2002 година. Меѓутоа, со сите министри сме имале одлична соработка. Министр за транспорт Европски беше Балковски, прекрасна соработка. Министр за финансии беше Груевски, прекрасна соработка. Значи, со сите министри што сме имале некакви обврски, ние не сме имали никакви проблеми. Од 2009 до 2017 година, тоа беше владата на Никола Груевски, првите 4 години, значи, бевме на спротивна страна. Јас немам никакви забелешки за однесувањето на Миле Јанакиевски, за однесувањето на Министерството за финансии, за одделењето за ова што е зимотно-правни односи, за Министерството за труд и социјална политика. Значи, таа кохабитација функционирала безпрекорно. Ова и со владата на Ковачевски, најпрво со Заев и Ковачевски, не сме имали никакви проблеми, честно е тоа да го кажеме. Ова за прв пат се случува вакво нефункционално однесување на министрите од владата на премиерот Мицковски. Јас сум бил министер, значи, моја опозиција бил градоначалникот на Газивово Коце Трајновски, градоначалникот на Скопје Трифун Костовски, јас сум се јавил, скажал, јас сум ваш министер, имате пријател во владата, кога ви треба нешто, секогаш да се јавите, ви стојам на располагање, дали треба да се обезбеди средба кај некој колега или било што, значи, вие во мене имате апсолутен пријател. Како може вас да ве бара градоначалник на општина и вие да не кренете телефон? Како може градоначалник на општина да бара средба со министер и тој да го игнорира тоа? Тоа само покажа дека тој министер нема капацитет за таа работа. Одиме со делот култура, не помалку важен, иако последен во нашиот концепт, се одржа 15-то јубилејно Карпошово културно лето. Неколку денови во Карпош се случуваше Карпошово културно лето, што се можеа жителите да видат, да слушнат. Се поддржували македонска музика на ниво. Сега вака да знаете, ние за Карпошево културно лето оваа година издвоивме негде околу 2 милиона денари. Сега пак ми се пожалите за средствата. Па нормално. Сега да ви направам една... Ајде малку убави теми сега. Една паралела, па знаете,
Колку пари, толку музика. Сте виделе некој Имаше ли музика летово во Карпош? Да, имаше. Значи имало Кога и пари. ви дојде музика, ако не и даете пари, оди кај некој друг, толку нема музика за вас. За Тиватско лето општината има издвоено 920.000 евра. И градоначалникот вика ове године ми сме имали велма мало средстава за Тиватско лето. 920.000 евра. А ние поминуваме со скромни 35.000 евра да зголемиме понудата за граѓаните на одредени места, како што е Млечен ресторан, како што е, да речеме, Кеот на реката Вардар, или плоштадот Делфина. Одредени гледаме манифестации да ги правиме на одредено место, за да може да знаат граѓаните дека, да речеме, на 2-3 дена дека тука се случуваат одредени културни настани. За некои работи граѓаните имаат интерес, за некои немаат. Меѓутоа, граѓаните сакаат вакви културни настани, сакаат музика, сакаат забава, сакаат дружење, ќе се сложите со мене. Па треба све да има. И уметност, правиме ликовни колони, и музика забавна, и музика народна, и драмски представи да има, и рецитали, значи се треба да има. Секој дел од културата треба да биде запазен. Задолжително да имаме некој познат, да речеме, од бивши југословенските простори, некој пејач, некоја група и така натаму. Тоа не го носиме за нас, тоа го носиме за граѓаните. Секако дека им е драго во непосредна близина да видат некој познат бивши југословенски пејач, популарен или пејачка и така натаму. Тоа е. Користите ли социјални мрежи како градоначалник? Да. Имаме рубрика прашање од социјалните мрежи токму до мојот гостин. Велат вака. На Никола Тесла се вози многу брзо, треба подитно да се постават лежачки полицајци за успорување и дали ќе се регулира паркирањето на возилата на тротоарот спрема Вера, Циривири и Орце Николов, каде што поминуваат деца по улицата. Да, вие сте по право. Но каде да одат тие возила? Тие се возила на граѓаните кои што живеат на тој дел од општината. Ние можеме да наредиме тргање на тие возила од тротоарите. Каде ќе одат? Затоа на територија на Карпош 1 ни треба најмалку 2 до 3 катни гаражи да се направат. На територија на Карпош 2 минимум 1 до 2 катни гаражи. На територија на Карпош 3 исто така лептокарија и така ни е планирано да идеме 2 нивоа под земја, за да можеме сите возила да ги ставиме под земја и голе лептокарија, целиот тој дел да биде едно огромно шеталиште со фонтана, со клупи, со и така натаму со убави работи. Но нормално прво за тоа ни требаат урбанистички планови и за тоа нормално ни требаат доволно средства за да ги изградиме тие работи. Дали градоначалникот има намера да го реши сообраќајниот хаос во К3 на улицата Никола Русински и да воведе зонско? Да уведеме зонско, меѓутоа за тоа ни требаат урбанистички планови. Кога велиме дека треба се донесат урбанистичките планови, вие мислите дека со урбанистичките планови само се гради. Урбанистичките планови ни требаат и за да може граѓанинот да се изврши откуп на земјиште, да го откупи дворот, ни требаат исто така и за да можеме да воведеме зонско паркирање, сообраќај на полиција на крај да ни потпише за да се воведе зонско паркирање, бара да и направиме извод од урбанистичкиот план. А ние немаме извод од урбанистички план и не можеме да воведеме зонско паркирање. Имаме 2-3 пофалби за вашата достапност како прв човек на општината и 2 исти прашања каде градоначалникот ќе чека нова година. Па имав покана од една од братските општини, ама најверојатно мислам дека ќе бидам во моето родно село, на планина. На 1200 надморска висина. Ви благодарам за одговорите. Јас имам уште 2 прашања. Ќе излезете ли со отчет пред вашите сожители? Да, сработеното во овој мандат? Да, во овој мандат, да. Апсолутно ќе излеземе со отчет. Не бегаме од се оно што сме ветиле и оно што сме направиле. Секако дека... Ќе успеете ли да дореализирате се од програмата во оваа помал... Не можеме да реализираме се, што значи тоа? Па видите, ако не се продава земјиште, ако не се гради, ако приходите се ограничени, ако имате константна обструкција од Советот, како да го реализирате вие програмата? Ќе го видиме ли Стефчо Екимовски по 5-ти пат на листата? Тоа ќе видиме, тоа се уште не може да одлучиме. Тоа ќе кажат граѓаните и нивното мислење. Иначе морам да ви пренесам едно искуство италијанско. Во италијанската локална самоуправа
оној градоначалник што победува, од неговата листа се прави мнозинство, за да бидете сигурни дека вие немате пречки да го остварите програмот кој што сте го ветиле на граѓаните. За разлика кај нас, јас сум победил, ама мојата партија добила само 2 советника. Останатите советници 8 се од Социјалдемократскиот сојуз, 7 се од ВМРО-ДПМН, 4 се од Левица, 2 се независни, што значи дека штом немаш мнозинство, сите настојуваат да ја обстругираат работата на градоначалникот, а практично, како така функционираме? Обструирањето на градоначалникот не е обструирање на градоначалникот. Граѓаните знаат Стефче Јакимовски колку може или колку не може. Ова се што го збориме, граѓаните знаат кој го направил. Нормално, Стефче Јакимовски. Ама си имал енормна подршка од Советот. И мене навистина ми е многу жал, повторувам, многу ми е жал, што ова моje искуство кое што го имам, стекнато сите овие години, овој состав на Советот не го искористи за да направиме најмногу резултати до сега токму за граѓаните на општина Карпош, во смисла токму на решување на овие проблеми, да направиме неколку катни гаражи, лептокарија, да направиме подземно паркирање, да подобриме условите за паркирање за живот на граѓаните, создадеме поголема комоција и така натаму. Господин Јакимовски, ви благодарам за издвоеното време, ви благодарам што бевте гостин во Скопје ми е дома, ќе ви постакам многу здраве и успешна работа во преостанатиот дел од вашиот 4ти мандат, а за сите останати амбиции нека одлучат граѓаните, бидејќи нивниот глас нели е најважен. Така, благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам што и овој четврток ја следевте локалната програма на Вистинска телевизија. Мојот денешен соговорник и гостин градоначалникот на општина Карпош, господинот Стефчо Јакимовски. Се надевам дека отворивме убави теми, убави прашања, ќе ви се заблагодарам за сите јавувања. Продолжете да ги следите сите профили на социјалните мрежи на Вистинска телевизија, пишувајте ни, предлагајте теми и можеби следната седмица ќе говориме токму со вашиот градоначалник за вашата општина. Следете не, се гледаме за 7 дена. Ве поздравувам овде. Вечно